Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Како се одвива откупот на тутунот? Женскиот камерен хор Керамија, дел од 13 величенствени на Радио Пела. Минатата година Центарот за култура реализирал над 230 културни настани. Кај Прилепчанец, полициски службеници пронашле и одзеле пиротехнички средства. Времето денеска сончево и релативно топло со слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата достигна 13 степени во Прилеп. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Како се одвива откупот на тутунот? Остануваат уште 1 милион килограми за откуп на ланската реколта. Преговорите за новата реколта започнуваат. Што вели председателот на Сојузот на тутунските здруженија Кире Ристевски? Последната информација што имам, купени се негде околу 20 милиони килограми тутун. На терено го има уште негде околу 700-800, максимум до милион килограми. И тој тутун се најдува во дело на Прилепската општина, односно Долнен и Крушево, источниот дел, веќе таму се 90% купени тутуните. Сум задоволен од оваа цена, од субвенциите, значи што најавија министерството, и мислам дека ќе продолжи оваа култура со оваа динамика како што е, значи со оваа цена. Мислиме дека да остане оваа култура. Треба со класи, со квалитет да се доплати, значи тој што има квалитет да му се доплати, значи поќе да се доплати. Стварно оваков откуп, значи не е реален оваков откуп. Женскиот камерен хор Керамија, дел од 13 величенствени на Радио Пела. Дали тие ќе го добијат вашиот глас за медиумски највпечатливи кај публиката? Камерен хор, значи самото име кажува дека е нешто поразлично од мешовит хор, значи од голем состав на хор. Камерен хор е помал состав на членови, на хористи. Сега без разлика може да биде и мешан камерен состав, може да биде и еднороден, како што сме ние, пример женски или само машки и така натаму. Значи состав кој што пример фигурира 12 членови, 10 членови, 14, така, значи тоа е помал. Не, тоа е веќе тоа е веќе голем, масивен состав на. А Керамија? Керамија, името Керамија, пак да се повторам, барајки како јас да го крстиме нештото што ново настануваше, да не биде пак да се повторуваме прилапон или нешто со прилеп поврзано, и истражував, и затоа што пола и варошанка сум јас од едната страна, по мајка, и истражував како и многу имиња.
ајде сега вака, ајде сега така да биде. И видов дека Прилеп, значи не е само Прилапон или Пелагонитиса или не знам како некои називи што веќе не се видени познати. Керамија е стара античка населба која што фигурирала на задниот дел на Марковите кули, Заград денеше. Во 2024-та Прилепскиот центар за култура реализирал над 230 културни настани. Во годината кога Центарот за култура одбележува 45 години од постоењето, реализирани се 37 изложби, од кои 11 со поддршка на Министерството за култура и туризам. 80 концерти, 25 представи во големата сала и 40 други настани, како и 20 филмски проекции во кино сталата Мистон. Театарот Војдан Чернодрински премиерно прикажал 3 представи, а за публиката над 50 изведби на представи од редовниот репертоар. Полициските службеници кај Прилепчанец пронашле и одзеле пиротехнички средства. Настанот се случил вчера во 18 часот, кога на улица Генерал Васко Карангелески, полициски службеници од Прилеп го лишиле од слобода БТ од Прилеп, затоа што кај него биле пронајдени и одземени пиротехнички средства. По целосно документирање на настанот, против него ќе следува соодветна пријава. Стамбен простор. Временска прогноза. Времето денеска сончево, релативно топло, со слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата во Прилеп достигна 13 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а на планините и снег. Во недела времето ќе биде облачно и студено со врнежи кои поради спуштање на постудена воздушна маса со засилен северен ветар во поголем дел од земјава ќе бидат од снег и наместа ќе бидат пообилни. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Девески.